сакам нешто ми кажа, си гледал претходниве епизоди. Да. Сега што гледаш различно. И сега сакам секој гостин која доаѓа да удри еден потпис онаму. Супер. Ете ти го овакво, кажи го фломастерче, ќе удриш еден добар потпис и оваа ракава ти како сакаш намести ја. Готова. Сакаш middle finger, сакаш метал, сакаш... Види ја позадинава, како може да ја наместа. Значи металско, не знам, значи не ти кажувам. Избор на гостина, ту маа потпис и ми ја мести раката као сака. Ама бојот потпис ќе биде малце различен од други. Слободно, не штеди. Цела приказна. Цртав графити. Тоа ми беше таго. Мислам нормално дека металското ќе го одбереш. Па да. Баш ка види тука Iron Maiden има позади. Супер, одлично, браво. Не беше тешко да се пригоди. Одлично. Закон бе. Иначе, колкава рече имаш керкичка? Син. Син, Да. детенце. Колкава? 3 годинки. Тоа е едно? Да. Друго не правите? Здравје. Од прилика на околу 3, ја имам керка, од прилика околу 2-3, почна вака да чепка по дома, а што е ова, што е ова. Никој не верува, доброволно она сама почна да си пушта Iron Maiden, че почна Black Sabbath да си пушта. Сега више, сега напри 6, а малце заборя и на тие време няма. Никој не ми верува. Ке се вратат сигурно. Слушај, водичка можеш да пиеш слободно. Фала ти. Подкасти, некои други подкасти пратиш бе? Да, пратам. Ама не вакви. Пратам доста бизнис подкасти. Нешто со работа, дека... Не ме интересира едноставно. Да. И сега више можеш ова вака си го повлечеш на кај тебе. Да. Има Па може да. има еден многу добар подкаст Ше што малце. Мислам, ти си вокалист, да не ти кажам. Микрофони кај факјат. мислев дека вие се поосетливи да ти кажам. Иначе право. осетливи се многу, поентата е ќе бидеш различно од мене. Да. Сваќаш, и сега ќе треба да миксаме таму. Вака ако сме од прилика исто. Супер. Да им биде полесно на дечките позади. Бизнис подкасти пратиш. Да. Има еден многу добар подкаст и двајца дечки се и прават онака епизоди по неколку сата траат за историја на големиве, да речеме успешниве компании. Фокусот најчесто име на тек компании, например има епизода за Амазон што траеше 2 пати по 4 сата, кај што почна првин како почнала, нели, оној ритейл бизнисот што има. Па после тоа втората беше за AWS, значи за клаудот и цел тој бизнис што е by the way. Тоа беше многу интересен факт. Total operating profits на тој бизнис е поголем него на Тоа го имам чуено од негде. на ритейлот. Го има преминато ритейлот. Да. Пред некоја година кога се десил више. Ама чекај, а не ти е related со работа? Ми е, ама поише ме интересира. Што беше ти точно со работа? Јас сум сега продукт менаџер. У таа истата некој стартап че беше тоаш на времето, што беше? И тоаш беше, да. Почнав у нова компанија баш пред месец дена. Свеж си сега на друго место. На друго место, а таму бев 11 години. Беше од мало стартапче што се занимаваше со своји продукти, па после прерасна у сервисна компанија, што порасна у еден момент до кај 100 луѓе. Така, ја ми се смени рољата 3 пати, 4 пати и сега сум нешто онакво друго. Онака, чисто од промена ти се менјаш, или белки нема... Да, не почна проблеми у фирма? Не почна проблеми, него, знаеш како, едноставно некако видов дека фокусот на фирмата се префрли на некои други ствари. Некои што не ми се толку блиски до тоа што ме интересира, да, и плюс 11 години си викаш да нешто друго пробам. Интересно беше зашто се менјаше цело време работата, знаеш, не беше истата работа уопште. Нема она по 2 години поминував да речеме у една област.
Слушај, сега ја мора да те подсетам на нешто. Ајде. Прво ќе ги подсетам, ствари, ќе ги подсетам гледачите, ќе ги информирам дека ја те знам као, мислам те знам и вака пријателски, ама и пред да се знаеме пријателски, за тебе знам како пејачот на Dedicated for Life. Не знам за други луѓе, мене тој бенд ми е онака као култен ми е дури. Не знам зашто, ама као култен бенд ми е. Дали дека сте били активни па ве снемало и више ве нема. Ама едно време, у времето, збориме више колку, скоро 20 години, Да. која биле свирки металски ваму таму, кај да било, Dedicated for Life се појавувале. И ќе пуштам едно клипче за тебе, а те вратам малце у филм, оти ќе ми требаш малце од тоа време некои муабети. И кажи ми, која последен пат имаш размислувано онака да ти доат мемории? Која последен пат си мислел за Dedicated for Life? Добро прашање. Знаеш дека од време на време некој вака ќе ми спомне. Аха. И тогаш онака ми текнува и така. Интересен дел од животот беше тоа. Дефинитивно различен Кој тип интересен. на живот е тоа. Скроз. Колку време, колкав дел од животот ти беше уствари тоа? Кога сте почнале негде средно, кога било, колку време е тој живот? Па, значи, самиот бенд го имавме поише од 10 години. О, може. Да, самиот бенд. А типот на живот, па мислам дека некаде уште плюс 10-12 години. Сега чекай, сега треба ми наприш. Бендот е активен 10 години, а што значи типот на живот? Типот на живот, металци бевме. Тоест, не бевме металци од почеток, се шалам. Па, ја, например, влегов у таа, да речеме, алтернативна сцена, која имав, не знам, вајда околу 13 години. И многу ми беше интересна енергијата што имаат тие бендови и пораката што ја носе. И, например, меѓу првите бендови ми беа, слушав малце и рап, така тие ми беа некои што ми беа интересни, ама после и оние по-хеви бендови у комбинација со рап што беа активни у тоа време и Rage Against the Machine нормално. Аха. Да. Би рекол тие ти биле као Така, Вовет. да, така влегов у таа сцена. И после тоа почнав да слушам доста хардкор, New York хардкор бендови. Значи Madball ми беа умилен бенд, се сеќавам многу ги сега поштоев. збориме од тинејџерски години. Да. Али Баш за она, време средно. Ама баш тинејџерски, као 13-14 години. Тоа го броиш 15. сега као тој тип на живот. Тоа е типот на животот, да. така, добро. И така, и сега некаде, не знам колку имав, вајда било околу 17-18 години, значи добро, нешто помалце сум бил у таа субкултура, да кажеме. Тоаш решивме да направиме бенд, кој имав од прилика 17-18 години. И од одма е бендот е Dedicated for Life. Да. И од одма ти си знаеше ја ќе бидам пејачот. Па да. Добро, ќе Види. ми Ќе ти раскажам. Да, ќе имам цел секшн тука. Супер. Ќе навлагаме сегде, ама за да те вратам тебе у тој филм, а и мене ми е преубаво да си ја слушам песнава, не ја слушаме цела, ама Немој. ќе си ја чуеме ја и ти тука, а ќе пробам после да ја убацам и у... Ке има ли некој за копирајт за ова да ни се меша? Не бе, како А? копирајт. Значи... Изволте, ја го имам гледано 100 пати. Кога е последен пат да го гледаш ова? Има години. Значи... Ти буди ли нешто сега вака кога го гледаш? Сеќавам многу добро на овој концерт.
Значи, да, од концерт. Ова е од Еден е концерт. само? Од еден концерт се вадени? Да, ова е За само спот еден прајме? концерт, да. Умот се беше доле у полот, не горе в салата, него доле го направи. Дали е истиот или не, ама и ја умакацот јам гледам така шо. Значи, не знам за други, ја го слушам ова и world class, сваќа дали не размишлям дали е наш или странски бенд или ова ми е на јас го доживувам на исто рамниште ко не знам you name it. Cradle, Диму, кој е кажи некој друг. Што сте слушале вие? Таквите бендови ни беа она што сакавме да го достигнеме. Знаеш како? Зашто се вика Dedicated for Life? Пошто едноставно сите што бевме у бендот ни беше амбиција да останеме посветени на тоа цел живот и да живееме од свирење, као сакавме да го живееме тој живот. И се што правевме со идеја дека треба да биде најдобро што може да го направиме. И тоа ни беше она driving force и визијата и се трудевме да бидеме подобри константно. Значи, спорам вежбавме по 5-6 пати неделно. Онака имавме амбиција да направиме секогаш подобар концерт, поголем, да донесеме поише подобра опрема, да звучи све по-онака на следниот пат подобро. Те ми се свига што го одма отиде у сршта. Оти ја некако осеќав има зашто се вика Dedicated for Life. И да те подсетам, подкастов е за перформанс. Што значи сега се треба некако да го гледаме, анализираме, збориме во контекст на перформанс. А и пред да навлагаме у дефиниции, ја го гледам ова, го слушам ова, Forever Gone, Dedicated for Life, перформанс. Дури и да немаш дефиниција за перформанс. Така, ти си авторот, ти си перформерот, ти си субјективен што се вика, ама за некој за кој што е наменето ова, вие сте правиле музика за нас да слушаме, ова е перформанс. Кажи што сакаш, ама тоа е. Перформанса, да. Сега, подкастов мој е за тоа. Имаме и нова дефиниција. Може ми да ти ја прераскажам? Прераскажи ми. Значи, мора, ништо не мора да е, ама да се најде, да се соочи и да се надмине некаков лимит. И тој лимит може да е на телото, на умот или на духот. Сега, имајќи го тоа како некој фреймворк, треба да дискутираме за Dedicated for Life. Ти одма отиде у сршта, одма Dedicated, тоа сакавме, напредок. Ама јас сум многу љубопитен, ја па ептен сакам да копам длабоко. Така што се враќаме на називот Dedicated for Life. Тоа ви било, кој што кажа ти, ја така претпоставував, од прв ден. Као мислевте, што да си ставиме име на бенд, или гре ние и онака као ставот ни е Dedicated for Life. Да. И окей, тоа ќе биде името. Да. Кажи ми го тој процес. Буквално е толку просто, као сите што бевме тогаш, all in влагаме у тоа и сакаме да го правиме да биде најдобро што може. Од сега па во иднина, со цел да ги достигнеме нивоата на тие бендови што ги спомна. Бевте веќе група што се знаевте или имавте неколку корд членови па моравте да барате нешто плюс во тие зачетоци? Да, бевме тројца на почеток, значи имавме бубњар, гитарист и ја. И ме врати сега скроз. That's the point. Ти реков уште на телефон, има да се вратиме. Значи, слушај, колку голема беше желбата.
Значи ние го зацртавме тоа, значи го договоривме, ќе го правиме ова ни е интересно, сакаме да свириме, сакаме да настапуваме пред публика, сакаме тоа да ни биде животот и слично. Ама прво, не знаевме ништо за музика. Немавме никакви инструменти. Не знае за прајање музика? Да бе. Не сте Онака е птен basic. Аха, скроз. окей. И знаеш како изгледаа нашите први проби? Собрани дома кај еден од членовите, тројцата, со акустично гитарче, онакво некое најбедно, со онакви жици што се како знаеш, оние као за конец за ловење риби од тој тип. Да, не железните, тие другите. Такви. Бигинерско за доручат, Да. да не сечат прсти, да. Значи тоа го имаш бубњаров, кој што немаше никакви бубњеви, имаше само стапчиња и тропаше на душекот од креветот. И ја викав. Од пуста желба, човече. Значи толку беше голема желбата. Ќе те прашував тоа као дали у некој момент сте си откриле талент, као не знам, седиш, пробуваш и вокалов искача од тебе, не знам, гитаристов фаќа рифови од прва. Не, вие сте онака страствени само страст слушатели металци. Да. И од пуста желба дај да пробаме да направиме. У тие денови свиревте друго или од одма нешто ваше авторско сакавте? Од одма сакавме наше авторско. Музиката на почеток поише ни имаше влијание од некои панк бендови, од некои хардкор бендови и така. Понатака после почнавме да свириме понака и метал и слушавме повеќе таква музика и тоа ни беше поинтересно. Али да, почнавме онака од хардкор и од панк. Добре, човек, која проба од прва вокалот. Или може имаше процес на одма знаеше овој тип на вокал сакам да го доловам? Па пример, да. сега што го слушнавме. Да. И од старт бев таков. Не беше интересно, морам да ти кажам. Значи имаше многу денови кај што не можев да зборам, пошто не знаев да го правам, не ми беше. Го правев на погрешен начин. После сватив дека има техника како тоа треба да се прави за да не те боли грлото. Ја не го правев така. Ама не прекина. Ама не прекинав. Не. Не прекинав. Мислам, имало моменти да, кога не сум можел да зборам, кога сум имал крв у грлото, кога крв сум плукал, не е добро. Ама едноставно она желбата да се прави тоа и да се биде дел била појака. Колку време траеше тој процес? Да речеме откривање на вокалот или градење или кој како сакаш наречи го. Константно. Значи, уствари удал право си, тоа е. Да, тоа е ти процес. Да си продолжил 20 години да пееш, денес ќе сакаш нешто да го финеси, да. Или барем да ти биде полесно, да не се мачиш толку, да ти биде, да го доловиш, например, тонот поубаво, не знам, да звучи по целосно, да кажеме, или нешто што ти си замислил, можеш да експериментираш нон-стоп. Ние многу често експериментиравме повеќе, можеби со начинот на како рецитираме и како ги правиме тие ствари, отколку со самиот тон на гласот. Ама се беше дели, пошто константно го повторуваш, мора нешто да менјаш, пошто иначе ќе биде многу досадно. Да, тренинг. Да, класичен тренинг, да. Буквално други ведечки викаш и они свират, не свират. Да, и пуста желба, само пробуј, да. Буквално беше така, свири. Кога го правиш тоа така и например исто концертите се трки. Ќе дојдеме до трките. Да, концертите се трки, значи тука го покажуваш тоа за кое што си се спремал и се враќаш на некое малце повисоко ниво од тоа што си бил претходно. Бейслайнот. Да. Го креваш бейслайнот. И секогаш пробуваш да го кренеш повисоко и повисоко. Мора да ти кажам дека преска кога го кажа тој моментот, пуста желба. Знам како треба да биде. Имаш некоја цел, визија, а
Тоа не е визија, тоа е аудио визија, аудио верзија на визијата. Да, управо си. Како се вика тоа? Не знам. Како визуализираш аудио димензија? Оти ќе се вратиме после тоа како визуализираш пред концерти чуда, ама не, моментов што у срце ме гаѓа е кога те води тоа, пробуваш и гледаш дека не го бива и не ти ни текнува дека можеш се откажеш, не ти ни текнува не го бива, друго да пробам. Не, тераш. И нели е тоа соочување и надминување на граница? Дефинитивно е. Нема, знаеш, убаво кажа, не сме ни помислувале, например, да се откажеме. Сме имале ние зацртано пат што сакаме да го одиме и едноставно го правиш тоа, да, покрај се што ти се дешава од страна и што викаш, не знам, дека може да те врати или зависи како решаваш да ги гледаш работите. Може да го гледаш тоа како, не знам, како некој челендж што ета се е против тебе или можеш да го гледаш како opportunity, дека ќе научиш нешто и ќе бидеш после подобар. Ама и помага дека сте биле група. Да. Помага дека сте биле друштво. Да. И ја делите таа цел. Да. Друштво и тоа многу амбициозно друштво. Да, бе, од таму почна. Сте биле кор членови. Да. И у еден момент сваќате ви требаат поише луѓе, па ајде да бараме, оти знаеш што ме интересира. Овие тројца изгледа сте си се знаеле. Да. Сте си биле некои другари одамна. Да. Си ги знаете енергиите, си ги знаете амбициите. Ама тој мајндсет, таа енергија сега треба да ја или да најдеш уште еден што е на иста фреквенција со вас, или некако да му ја пренесете визијата и енергијата и на него, за да биде и он сега дел од екипата, за во еден момент да се наречете dedicated for life. Тој момент, како тимскиот аспект. Да, има две ствари. Значи, едната ствар е дека прво ни треба повеќе луѓе, зашто почна звукот да ни еволуира повеќе на кај метал. Едноставно ни фалеше уште една гитара за да може да го музички да го испуниме тоа што сакаме. Значи тоа беше едната работа. А другата работа беше дека едноставно на пример едниот член се откажа. Не му беше веќе интересно да го прави тоа после некое време. Па дојдоа други. Сега секогаш, например, долг период било кај што успеавме да се собереме 4 луѓе што супер функционираат заедно и петиот тој гитарист, вториот да речеме, ни се менувал се додека не го најдовме последниот што беше со нас подолго време. Али многу си управо за тоа дека мора да биде тим. Мора сите да се на иста бранова должина и мора сите да ја имаат истата мисла, пошто ако еден не е таков, одма се осеќа и тоа веќе не функционира како што би требало да функционира. Си имавте онака како непишано не правило, како кој од вас ја сносеше таа одговорност да осигура дека тимот е на иста фреквенција и за некои нови членови да им долови, дечки, ние не сме your typical metalhead, не пиеме, не пушиме, ова за нас е тренинг, перформанс, растење, подобрување, некој треба да ја долови таа приказна, да ја осигура таа енергија. Кој ви беше тој? Да, мислам дека сите го пренесувавме тоа на еден или на друг начин на новите луѓе што доаѓаат. Зборам за таа екипа од четворица, со тоа што секој го правеше тоа на начин што е специфичен за него. Значи некој ќе прави да речеме можеби малце поише притисок и треба да бидеме амбициозни, да газиме, да ова да правиме, да бежаме. Некој друг ќе биде полабав, ама онака ќе ја пренесе пораката дека тука сме заедно да го правиме тоа заедно, да ни биде на сите убаво. Секој си имаше своја интерпретација на стварите, ама сите се поврзува околу тоа дека се спремни и сакаат да живеат така и да го прават тоа. Сте воделе по пример. Да. Доаѓа новиот, нема избор. Друже, ние четворица тука партали правиме 6 пати неделно. Така. Леле. Ама така било, нели? Да.
Да, и не беше само вежбањето, знаеш. Да, тешко беше тогаш само да почнеш да свириш. Многу беше тешко, например, да обезбедиме опрема као деца, да најдеме просторија, немаше вакви убави студија. свиревме у подрумче едно, под скали, ја дупнувавме главата на комшиите, не сваќа. Која страст е тоа, човече, која страст. И да, овој чаптер за посветеност, тек сега го преведуваме терминов dedicated, посветен до живот, dedicated for life. 20 години поминале. Си поминал и низ работни обврски, други кругови на познанства, другари, колеги, чуда. Гледајќи сега наназад, дали го делиш следниот впечаток, следното искуство? Моето искуство е, од тие некои постари времења, не е толку лесно да се погодат не двајца, четворица, што до толку во иста мера интензитет ја делат таа енергија и таа посветеност во овој случај. Вие сте посветени, all in. Немало, кој што рековме преска, немало друга опција. И сега, као 20 години отпосле, ја кога се присеќавам на некои мои такви екипи, тимови, ја имам пошто овие сите концепти што ги збориме, мислам, од спортски аспект познати. Ама и во професионалните кариери, например, не знам за тебе на работа, ама често сме во ситуација да направиме добра екипа. На работа, на проект некој, не знам, што и да е, куќа, стан, whatever, кога и да се соберат поише двајца луѓе, треба екипава да работи добро. Не се повтара. Таа екипа што сте ја имале, ти се има повторено па у животот? Не тој интензитет, таа посветеност, таа енергија. Не у тој контекст, сигурно. Така? Да, убаво го кажа. Значи, различни екипи различно функционираат. Може целта да биде иста или не знам, желбата да биде иста, а различно ќе биде чувството кога се проаѓа низ патот. И знаејќи го сега тоа, кога се навраќаш на таа екипа пред 20 години, мене како некоја благодарност, како ми вредат повеќе. Као тогаш кога траело на некој начин здраво за готово си го прифаќал, да, супер екипа се најдовме, ама после 20 години сваќаш колку уникатна и убава прилика се случило, дека тоа не е некоја нормална работа, ненормално нешто се случи. Сваќаш ко бинго да си добил. До толку ми е вредно сега, 20 години отпосле. Дали ти е така со бендов? Нема едноставен одговор. Мислам, ги разбирам. That's my point. Да, го разбирам тоа што го збориш и се слагам, да, имало многу глуп збор ми е она синергија, ама стварно имало синергија, пошто кога не можеш како индивидуа да направиш таков резултат сам. Да. И тоа е уствари тоа вредното, што не си го приметувал ден за ден, а ќе го приметиш онака кога гледаш позади. Нели, јако. Да. И тоа е тоа што е интересно и што останува. Сега. Посветени доживотно, да речеме така го преветеме. Добро. За цел живот. Да. Ама баш бендот не е активен, у некој момент прекинал. Да. Дали таа порака, дали таа енергија, дали тој концепт или како се вика за посветеност доживотно, уште ти стои како валиден, како некоја водилка низ животот? Многу добро прашање.
нели, сега кога си бил, не знам, на 14-15 години, може си ги гледал работите по-идеалистички. Добро. И си ги ставал така стварите на онака, како, не знам, у некои кутивки и ова е тоа и нема бинарно е, или е црно или е бело. Сега добро, поминал животот, мислам, си поминал некое време, сваќаш дека може не е така, али генерално, да, тоа ми стои. И знаеш како, може не у концептот дека сега ова што ќе го почнам, ќе го правам цел живот, ама дека едноставно ако починам нешто морам да верувам у тоа дека ќе се случи и дека морам да го сакам онака од срце за да се случи, да, тоа секогаш останува и влегува у све што правам. Посветеноста, all in. All in, мора да е all in. Да. Мора да е така. Иначе нема да се случи. Добро, што мислиш? Тоа е нешто што си го стекнал као дете, од околината, од воспитување, од ми звучи вие четвор ти и другите другари, у старт сте биле такви. Не ви требало некој да ви каже, дечки, сега сте решиле да пеете, all in ќе бидете. Да. Си размислувал ли на тоа некојаш? Како се дешава човек? Да, многу има некои што така размислуваат, многу луѓе не размислуваат така. Како да не all in, ти сака safety, чекај, ама план Б. Сваќаш, не се сите така. Јас сум таков, ја си ставам цел, all in, нема друго. Не знам што е план Б. Да. Ама не знам од кај ми е тоа. Сум размислувал многу. Мислам дека веројатно го имаш од онака го носиш у себе. Сега фората е дали имало некој момент што ќе го извади тоа од тебе. Ја мислам дека дека или го имаш или го немаш. Сега фората другиот фактор е дали ќе искочи. Мислам дека игра улога можеби воспитувањето, на пример дома секогаш ми викале или прај го или не го прај уопште, или прај го кој што треба или не го прај уопште. Ама друго е кога збориме за не знам, за некои ствари што мораш условно да ги правиш како, не знам, кога си бил дете, како да учиш или не знам, да средиш собата. Друго е за животот. Ама кај мене ето, не знам, веројатно имало и некои други моменти што ме натерале да сватам дека едноставно ако не влезам така нема да се случи. Така беше се со бендот што правевме. Че ако не влегувавме така немаше да имаме толкави концерти у МКЦ. Не може една прича. Те молам. Значи ние успеавме да најдеме човек, тоест он не најде нас, од Грција, што ни даде пари и ни ги префарли директно на сметка, на моја лична сметка, за да издадеме албум и да направиме концерт. Не знам дали го знаеш, тој нашиот последен албум, што е направен како изгледа како книга, со печат од нашето лого. Го знам. Со го немам, CD, ама го знам. Морам да ти го дадам, ми ја мушта многу копии. И буквално веројатно човеков ја препозна енергијата и препозна страста што имаме према тоа што го правиме и едноставно ни рече, оке, јас сакам да го финансирам ова на жими мајка. Чекам се како ве дознал, зашто не дозна преку MySpace. Што збориш? Да, не дозна преку MySpace и сконтактира со еден од дечкиве наши и он го пребаци кај мене и ја правев муабет со човеков, ама ништо, мислам, преку мејл правевме муабет, онака си разменувавме мејлови, кај што он ме прашуваше што правите, како правите оно. Ја онака скроз, знаеш, колку можам да правам муабет отворено со некој што не го ни знам. И едноставно муабетов се развиваше за да стигне до тоа кај што он ќе рече јас сакам ова да го направам со вас и за вас. Без обврски, без услови, без проценти. Без ништо. Го направивме, го издадовме албумот, го направивме концертот, ги собравме сите пари од продажбата што се случи тогаш, му ги пратив ја назад на истиот начин како што ми ги даде од мене. Стварно? Да, бе. И не врати се што инвестираше, ама врати некој дел. Али буквално причава како не може такви работи не може да ти се десат ако
парцијално ги правиш работите и онака ако ги правиш као со некоја резерва. Да, кај е тој човек денес? Поима немам. Толку од тогаш контакти? После тоа имавме малку контакти, ама мислам дека проба да направи свој лейбл и не му успеа. Да, и едноставно се пребаци на други ствари. И он си имал изгледа некоја желба. Да, имал желба. Така некоја. Имал желба. Мислам дека имаш и некаква носталгија, пошто беше од сега онака да не звучам чудно, ама од егејскиот дел на Грција. Веројатно имаше некој македонски корени и нешто ова. Никад не го отворивме тоа прашање, као не беше нешто што е стајано на маса, него едноставно. Како и да е преубав гест. Full support, еве ви дечки правите. И ние онака, мислам, не го искористивме тоа, баш напротив, го искористивме да направиме албум као што не направиле другите и да го продаваме по цена што беше, не знам, премногу ферска. Forever Gone и тие дали се на тој албум или не? Не, пред него. Чуе се постари. Да. И па значи ја имам понов материјал што не ви го знам. може би. И јако. Сега. Сите овие ствари што сум ги спонапишал као точки за не се ни точки од интерес. Ствари за кои што ја имам подлабока љубопитност. Површински се знаеме, метал музика и вакви пораки, онакви, тралала. Ама мене подлабоките работи се ме интересираат. Добро. И сега, кога ќе кажам, што за тебе значела метал музика и зошто? Одбери од кој сакаш point of view одговори ми, дали кога си бил дете, дали сега, дали целиот живот може ти се сменила тоа доживување, ама уствари пред да преминеме, како си денес со метал, со онака со слушање, чат-пат си пушташ, уште си металец? Си пуштам, да. Не така како порано, ама уште сакам да ама не си анти, не си онака, не, тоа е друг човек сум сега, не, така. Не, далеко. Што значи има некоја длабока вредност за тебе метал музиката? Можеш ли ми доловиш? Да, има поише аспекти. Например, на почеток зошто ми се свијаше таа музика или целото тоа, да речеме, движење на рап, панк, хардкор и метал после тоа. Као alternatives. Да. Сите алтернативни. Алтернативни, да. Например, многу добра порака има некои панк и хардкор бендови, у смисла дека, знаеш, луѓето треба да ги гледаат стварите попозитивно, дека животот е борба, ама дека ти треба да издржиш и да се бориш, дека имаш луѓе што може да бидат со тебе и да бидете заедно. Тоа знаеш некои такви пораки што за дете од не знам 3-14 години. Ама си ги фатил? Сум ги фатил и тоа ме привлече. Од тогаш од почеток? Да, и целата енергија што доаѓа со тоа ме привлече. Значи, луѓе кога гледаат метал од страна и кога ќе видат луѓе као се буткаат и као се шуткаат, им делува дека е насилство. Не е насилство, него е аутлет, онака издув на лошата енергија што имаш у себе. Да. Буквално ти после тоа се осеќаш подобро, ако си таков човек, сега можеш ти да ги буткаш другите, да ги тепаш, ама никад не била тоа поентата. Например, на хардкор свирки, ќе падне некој, другите го зимаат и го дигаат да не го згазнат, знаеш. Да. Го имало тој сенс за единство и такви ствари. Тоа е едната ствар, а другата ствар е самата алтернатива, као ја не морам да бидам као сите, знаеш. Не морам да бидам као мнозинството. Постои нешто друго на страна што е различно и што можеби е подобро од тоа што сите онака по дефолт стануваат. Експресија на индивидуализмот. Да. Ти си осеќал дека си различен од другите. Да, не... Deep down ти си знаел јас сум чуден, не сум кој другиве деца у школа. И ова ти било, види, устари, имам слобода да го
изразиш што е индивидуализам? Знаеш како, ја на пример не сум бил дете што не знам, е онаков чудак некој што ќе биде на страна, па така сум различен. Него едноставно мене ми фалело уште нешто за да се чувствувам поисполнет. Пошто ја на пример, не знам, играв баскет за школа, знаеш, онако бе. Не си бил оние, Не сум бил на детето у ќошот. Не бев тако. Да, те Само сваќам. не бев, не сум се Само осеќал уште едно целосно, да. компонентче ти фалело. Да. И така, тоа беше, тоа е за мене цело тоа движење. Знаеш дека многу слично ми беше и мене. Као, да, баскет, фудбал, мало игри, не сум, знаеш, оно нерчиња што ги викале, или не знам како. Додуша, не знам, у наше време не имаше нешто така. Ама не, многу си право. Као се е нормално, се е супер, не е дека нешто ти фали, не е дека нешто депресиите фаќале, ама у еден момент доаѓаш у допир со метал музика и нема ни мислење. Да. Као, ти си зид, крај, ова е тоа што ми фалеше у животот. Значи, саш да кажеш и кај тебе така било. Значи, тоа е. И добро, и како се тоа еволуира низ годините, таа што ти значи метал музиката денес? Извини, и за да го дооформам контекстот на што значи денес си сопруг и татко на син, 3 годишен. Што ти значи метал музиката денес? Денес. Има, значи, и од една страна е метал или целата таа алтернативна музика е све ова што го зборевме, така као она контратежа на стандардните ствари. Али од друга страна може да биде доста еднодимензионална, знаеш, онака има куп бендови што личат еден на друг. Едноставно после некое време може да се заситиш пошто нема веќе оригиналност. Така. Мене ми се, да речеме, ми се случи у некој момент тоа, ама на пример уште ги ценам бендовите и на пример уште ги сакам и сакам на пример и на син ми да му ги кажам кои се и тие што се стварно уникатни, да ги слуша, па ако сака и ако му се свијаат, да продолжи да си бара и своји други. Така да од денешен аспект така ја гледам, ама на пример ако ми пуштиш Металика, ако ми пуштиш AC/DC, ако ми пуштиш Lamb of God, ако ми пуштиш, не знам, Пантера, ако ми пуштиш Slipknot, Maiden, нема да останам рамнодушен далеку од тоа, као убаво ми доаѓа. Јас. Пошто тие се тие бендови што направиле стварно нешто специјално. Дали мислиш дека имале удел во формирањето на твојот карактер? Затоа што биле толку неодделлив дел од секојдневието на животот во годините кога и онака растеш и се оформуваш како човек, што денес од твојот карактер и особини и се што тебе те сочинува како битие е заслуга на металот и таа култура? Многу добро прашање. Како си го погодил, не знам. Ти реков, ми се иде длабоко. Имам многу размислувано на таа тема, за тоа. И знаеш што, точно знам што е тоа што го имам добиено од таму. Например, сега нели работиш и сега си у некаков бизнис сетинг и има состанок кај што седиш со 10 луѓе на маса и сега разглабате некоја идеја. И у принцип што се случува е дека 9 од тие 10 идеи се у некакви рамки што се очигледни. Мене, јас сум 10-тиот, тој што секојаш бара начин различно да ги гледа стварите и некако од друг аспект. Тоа ми е добиено баш од тоа. Леле, царе! Многу срочено. Тој стремеш на уникатност, макар и со сила да е, само да не е ко другите. Да, точно. Онака нешто те форсира, има нешто различно, а смислам па што сака нека е.
И тоа ти е заслуга од металот. Да, од Од целиот таа култура. да, пошто тоа е алтернатива. Јас сакам да бидам алтернативата на тоа што е Леле. вообичаено. И кога ти кажат на работа, браво бе Кире, и ти ми кажеш dedicated for life. Ау, јако е. Ова не е толку длабоко прашање, освен ако ти ми најдеш нека овака убава, длабока, интересна приказна. Ама подсети ме на некои бендови, мислам спомна веќе некои, ама така некои бендови што стварно многу длабоко ти останале, до толку што ете исто те имаат сменето, те имаат оформено, те имаат придвижено во некоја насока онака. Као кажи ми ги топ 3 за тебе for life. Ај вага хронолошки ќе почнам. Значи, да речеме, една ера од животот ми беа Rage Against the Machine. После тоа, кратко после тоа, беше Madball. Тие се она Нью Йорк хардкор бенд од времето. Тие не знам и дали ги знам ја. Добри се, мислам, мене ми беа многу интересни, иако вака изгледаат, на прв поглед изгледаат чудно, као мачо гајс од гетото. Ама имаат добри пораки, стварно. После нив беше Hatebreed. Hatebreed ми беа онака. Тие ми се познати. Да, тие ми се фаворит. И многу ги имам слушано и можеби, не знам, меѓу најдобрите концерти у живот. И од после нив ми се да речеме овие што се баш метал бендови како At the Gates, да речеме, и да Haunted или Lamb of God. Овие по новите. Да. По новите, али и Honorable Mentions, нормално Iron Maiden, Тие класиката. нормално Metallica. Мислам, тие ги преслушав ја на постари години. Значи не почнав со нив, не влегов така. Сум дошол некако од друга страна, ама сакав едноставно сите такви бендови што се легендарни да ги преслушам, да видам што е тоа што ги привлекува луѓето да ги слушаат. Да. Тие ти се онака као background. Да. И морам да ги спомнам Смат. нашите да. Да, они ми се супер, пошто некако со нив секогаш сме имали како бенд супер соработка, а и како луѓе ми се окей и ги ценам и уште свират дури ден денес после не знам колку се над 20 години. Јако. Да. Се гледаш ден денес со некој од тие луѓе? Со некој од нив, да. 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 Не те фаќа мерак? Да викнеш малце така? Мислам дека не. Знаеш што, не е... Да бе, стварно, како прекина приказнава? Како прекина? Едноставно, веројатно се уморија сите од пробување да го бркаме тоа што не можеме да го дофатиме и влегоа у секојдневен живот. Значи некој природен процес, немаше... Да. Останавме, мислам дека, да речеме, можеби двајца или тројца на крај, сакавме да правиме некоја малку поразлична музика со пошироки влијанија. Ама никогаш не го реализиравме тоа. Скроз. Така сакавме да биде како по-шарен бенд, да има и друг тип на инструменти и други типови на ритмови со малце не само метал, него така и некои труби да има и некој таков момент. Не дое никогаш до реализацијата? Не. Само проби? Само проби и некаква креација на музика и толку беше. Добро, секојаш своји работи си свиревте, дури и која на проби, на тренинг, што се вика, на вежбање? Да, секојаш ги вежбавме нашите. Имавме 2-3 преработки од други бендови што ги свиравме, пошто ние мерак, али исто метал бендови. Да. Али тоа беше онака инцидентно, поише нас што ни било филм. А иначе да, само значи томе амбицијата беше да станеме ние најболји што можеме да бидеме. Не, тоа е други бендови. Да, многу
дури, значи самиот метал е алтернатив. Тоа е као од другата норма, ова е уникатно, ама и во нормите на металот вие сте уникатни, затоа што не сите од одма починале со своја музика, као бар тренинзите им се познати песни, ајде си извежбаме механики, чуда, ово, не знам како се стекнува тоа познавање на инструментот, да ти биде дел од тебе. Па тек после некое ниво на совладаност техничка, да можеш да ослободиш креативниот дел, па ајде да креираш, ама вие некако од одма. Креативниот дел и на него ќе тренираме, на него ќе вежбаме све. Точно, да. Така беше. Тоа е многу интересно, тоа преска спомнавме за вокалот твој. Онака тонот и имаш како те има инспирирано некој вокалист, па си пробал да го имитираш прво или како го изгради баш твојот специфичен тон на вокал? Знаеш како, мислам дека едноставно така искочивше у старт. Као не пробував нешто да направам, него само сакав да звучам као да сум у метал бенд и тоа е тоа што се Тој е Граул, класик. Да. Ајде, пробам како звучам ја, Граул. Да. Го проба тоа, така, малце крв неколку месеца. Точно. Океј, јас, значи не дека си слушнал некој, иле, ово е многу убаво ми звучи, да ја пробам да го имитирам. Да. Имаше такви, ама види, ја не сум талентиран музичар и не можам онака да фатам некого, така да си реков боле проја да го правиш тоа што ти е тебе природно, едноставно е боле така. Така. Еса. Доаѓа трката, доаѓаат концертите. Така. Иначе ти рече трка. Така е. Ја ќе кажав трка, ама ти рече прв. И сега така ќе овикаме. Доаѓаат концертите. Доаѓа, да речеме, перформансот. Иако според мене и тренингот е перформанс, и крвплюкање е перформанс, процесот е перформанс. Ама еве и експресијата, онаа конечна за публика што се вика, е концертот, свирката, што и да е. Тоа е, дури да некој не се согласи со претходната дефиниција, дека процесот е перформанс, мислам дека нема негирање дека бар свирката е перформанс. Од старт до крај тие 2 сата тоа е перформанс. Тоа дури и ти, идејки на сцена, знаеш дека чекај, сега треба перформанс. Ајде лови ми кои се елементи од твојот перформанс ти се како плански, свесни, однад предпланирани, а кои елементи ги оставаш на спонтаност, на осеќање на енергијата на собата, на публиката, на сваќаш на што ти кажам, оние финеси на перформанс од тебе кога те гледам. Од ти, знаеш, еве, да те доловам као гледач. Средено, фризурче, кошулче, цап, црно, нема шминки, нема пива, нема скинати панталони, црно, скоцкано, нема превише трескање, малце ритамот, граулот, тоа е тоа, ми делува режирано, ми делува онака мислено, не е случајно. Ама најверојатно има и спонтани моменти. Да. За пробај да ми го отпакуваш сите елементи од перформансот твој. Да, знаеш како почиња се нели со пробите. Таму, зошто правевме ние толку повторувања, да се усовршиме на инструментите и тоа, ама и за буквално песните да ти станат онака као да не ги мислиш. Кога што доаѓа, кога треба да влезеш, кога треба. Автоматизам, second nature. Да, буквално као да дишеш да ти бидат. Зошто? За кога ќе дојдеш на концерт, да можеш да се опуштиш, да не треба да мислиш што треба да правиш уврска со музиката.
за да можеш да имаш перформанс таму. Да Да. можеш онака да ја добиеш, тоест да ја земеш енергијата од публиката и да ја преточиш у твојот настап. Ова што го збореше за тоа како изгледавме и тоа, да, тоа генерално се договаравме дека сакаме да имаме таков имидж и така да изгледаме и тоа да го проектираме како онака да биде, пошто нели пристапот беше вежбај, направи го најдобро што можеш, не биди онаков, не знам, да што викаш, да се полијам со пиво, да не знам која, да паѓам у несвест, не знам што, него требаше да биде добро, али требаше да не биде и роботски, знаеш, да не биде онака, Да. да не биде само дошле онакви 4-5 Свири души, инструменти. свират онакви само да супер везат тука, ама што кога се гледа дека нема спонтаност. Значи таков ни беше пристапот и гледавме, сакавме секогаш кога ќе искочиме на бина, онака не ги вежбавме на пример покретите што ги имавме, не игравме ние на проби, не го правевме тоа. Ама на концерт онака као окей, сега е моментот да се опуштиш, осети ја публиката, дај све што имаш од себе и уживај. Пошто тие за све што работиш се тие, не знам, нашите концерти траеле можда од пола сат до не знам сат максимум. Значи за тој сат ти работиш со недели и со месеци. Да. Значи плански си е имиджот, ама движењата, таа интеракција на енергии, Да, бенд и публика е спонтано. let it flow, Да. како било. И баш и така и се приметува. Супер. Баш и така, баш и тоа е впечатокот, да. Сега, за тоа што е така, дали тоаш би рекол дека тоа што излегло од тебе во тој саат, таа верзија од тебе што излегла спонтано е вистинска верзија од тебе. Не промислена, не ја контролираш. Да, Така. така. Значи и сега кога седиме, некаде длабоко во тебе постои верзија од тебе која што во даден момент под одредени услови како концерт, ако ја ослободиш, експресијата ќе биде таа. Така. Во тоа време имаш размислувано за тоа како дека има нешто од некој дел од себе, некоја верзија од себе, што вака те чеша, сакаш да ја извадиш од себе, ама нема за дома, нема да ја извадам, ама едва и чекаш да дое концертот за да ја извадиш и таа верзија од себе. Да. Да. Супер обзервација, пошто баш е така. На пример, знаеш како кога типичен човек што е пеач, ако седат група од 20 луѓе у соба, шансите се големи дека ќе го приметиш, пошто ќе биде оној што е најгласен, што го забавува друштвото, што... Аха. Ја не сум Ти тој не тип. си тој. Ти не си тој. Ја не сум тој тип, јас сум типот што седи на Интровертот. страна, да, дефинитивно интровертен, али имам и таква страна. Ама ја имаш. Дефинитивно и да, не е и нема зошто да не се луѓето, не знам, не треба да се гледаат како бинарни, пак ќе се вратам на тоа. Секој има нешто што го носи у себе, сега прашањето е дали сака да го извади или не сака да го извади на површина. Да. И колку ќе биде комфорен со тоа другите да го видат у светло што можеби не е типично за него. Да. Мене ми беше предизвик тоа, да направам нешто што не ми е природно комфорно и затоа го правев тоа, на страна што сакав да извадам таа ствар од мене. Со свесност дека ќе биде некомотно, Да. ама идеш кон тоа. Да. Ако, нека е некомотно. Да, као што е најлошо што може да се деси. Тоа е пак перформанс. Тоа е перформанс. Сваќаш, тоа е твоја комот е граница, внатре си. Комот е, таму е границата, јас сум тука. Да. Ама кога викаш, не, идам на кај некомотот, ја соочуваш и ја преминуваш, тоа е перформанс. Веројатно да, али па на пример
многу помага у животот ако така ги гледаш работите, пошто ако ја гледаш секоја некомфортна ситуација као предизвик, што ако го поминеш ќе бидеш после подобар или појак или whatever, си добил на дол крок Така, многу. Да. си се апгрейднал. Си се апгрейднал, пошто сега нели глупо може клише ова, ама стварно не се расте у зоната на комфорт. Така, тачно, така е. Сега, зашо го запишав овоа како интересен момент да се изразува различна верзија од себе си. Го искористивме конкретниот пример со твоите перформанси на стейдж, на сцена, ама ако го генерализираме тоа, како поопшта дефиниција, како поопшт концепт на експресија на друга верзија од себе си. И сега во контекст на дефиницијата за перформанс, што ја зборевме, преминување граници, тело, ум и дух. Дали ова спаѓа во духовниот дел? Кога бараш ти, кога си свесен дека има друга верзија во себе, во тебе, имаш во себе друга верзија и ја изразуваш некако, дали е тоа духовна димензија на живеењето? Не е мислам, има физички елементи, нормално, има и умствени елементи, нормално, ама како да не завршува таму анализата. Знаеш како размислувам, дека дали е духовно? Веројатно е. Или може би, дали случајно македонскиот термин ти прави пречка во анализата, дали ако го кажеме како soul, како поблиску да звучи, како поточно да е? Веројатно да. Види, као пак може ќе звучи, не знам, филозофски, ама ќе го кажам сега. Тоа бараме. Да. Пошто ни секое поминување на таква ситуација ти едноставно учиш нови ствари, стекнуваш нови искуства. За себе? За себе, да, за себе. За себе и уствари можеш да се согледаш себе си веројатно од поише аспекти и да сватиш дека утре можеш нешто повеќе или помалку ти одговара или можеш да правиш нешто повеќе или помалку. Не, ми се свига што рече спознаваш нешто за себе. Оти сега ќе те put on the spot. Што ти за себе имаш така спознаено на настапи, на такви моменти на перформанс? Што за себе имаш откриено? И добро прашање. На перформанс. На настап? Или може си спознал нешто за себе и за време на тренинзите, на вежбањето, на што и да е некој... Да, знаеш што сум спознал? Дека, уствари, што беше најинтересниот дел со настапите? Тоа е стварно нешто што веројатно не можеш да го осетиш на друг начин кога настапуваш така пред луѓе, пред публика што се храни од тебе. И интересно е, можда не е како некое лично спознавање, али како она размена на енергија што се случува, тоа е стварно уникатно нешто. И знаеш, она како експириенс е, не знам дали може да се доживее со некоја друга активност, освен со такви јавни настапи. Сигурно не може. Сигурно не може. Да. Тоа искуство е тоа. Да. Нема друго такво искуство. Да, зашто настапите, например, на трки или на надпревари, таму си, за мене таму борбата секогаш била онаква, сам со себе. Као
дали ќе можам да издржам со овој пейс, што ќе се случи, дали ќе рокнам, може ќе ми се деси нешто или не, ама тргни ја таа мисла од глава, иди само напред. Тоа А тука, кога има публика, што е различното? Тука е различното што публиката, знаеш, практично ја барам така сум го доживал, дека нема некој не знам какви очекувања од тебе, у смисла дека ти треба нешто да направиш, него едноставно само да го правиш тоа за кое што си се спремал и они ќе бидат окей. И најчесто така било. Ти си, значи ти имаш осеќано дека они немаат очекувања од тебе. Да. Тоа е многу убав момент, те ослободува од некој си притисок. Да. Ама тоа го имаш тоа го имаш резонирано. Да. Така си имаш, чекај, овие се као некако ме сваќаш? Да, ми текна и сега уште нешто да се вратам на прашањето што ми го поставиш, што имаш научено за себе. Знаеш што имам научено за себе? Дека као што беше добрата ствар со металот и како јас се растеретив дека пошто природно не ми е природно ја да бидам човек што настапува пред луѓе. Добро. Ама тоа што се случи, што беше многу олеснителна околност, што после тоа јас познав исто вака со резонирање, е дека пошто е метал и пошто јас се дерам, мене никој ништо не ме разбира. Така да јас сум растеретен од било каква утка. Не можам да утнам, разбираш? И кога си така, јако. Да, и кога си така растеретен, онака можеш сосема комотно да си го изживаш настапот. Мислам, да, нели, ние се спремавме и се тоа, ама друго е кога ќе искочиш и гледаш маса на луѓе пред тебе. Па ете, тоа е, да речеме, спознавањето. Да. Си се научил себе си дека прво си мислел дека има очекувања од тебе. Тоа ствара притисок. Да. Тоа бара перфекционизам. Ке има ли грешка, нема да има грешка. Тоа е лимит. Да. Како да се соочам сега јас со ова? Не ме разбираат, енергија, има и други елементи од перформансот, ќе се ослободам од овој страв. Страв било тоа? Да. Така, тоа е страв. Страв е граница. Страв. Тргаш на страна, искачаш, ја пробиваш, ја надминуваш. Браво. Закон. Јако. Јас само се надевам дека поракиве ќе успеат гледачиве наши надвор од контекстот на металот да ги извадат. Оти бар мене тоа ми е интересно. Сите овие работи се уствари, знаеш, како некоја потврда за мене зошто па толку низ животот ме има привлекувано метал. Ја вака споредбено, прилично касно имам навлезено. Тек таму негде трета, четврта средно, случајно, некој CD, Rock Metal Hits, Iron Maiden и од тука више надалje. Да. Ама тикам некој таков момент беше и дали валида за тоа што малце покасно сум го прифатил, сум бил склон да размислувам на прашања као зошто. Ама зошто сега толку ми се свиѓа? Сваќаш? А јас спортист, у Корчаги нешто природно-математички, ти беше у Карев, така? Карев, да. Ти си Карев исто природно-математички. Да. Не иде некако, не штима. Да, нешто излегувам од ова од нормата. Така. Малце го начнавме ова, може во малце друга верзија ми е формулирано прашање, ама изгледа исто е. Која е вредноста во животот што се уште ја влечеш од овие искуства, да речеме, општо, као од тој твој бивши живот? Да. Која е некоја вредност од тоа време што се уште ја влечеш? Да, значи на страна ова што викаме, нели, спиритуалниот дел и self growth и такви ствари, имаше многу добар практичен елемент од целиот тој дел од животот. Зашо, например, ние сите ствари ги правевме сами. И ја, например, се научив, да речеме,
буквално да менаџирам работи или на пример да организирам работи, да организирам настан, да не знам, буквално ти која пошто се беше само организација овие концерти, спотовите и слично. Значи за еден концерт ти треба, не знам, да првин да направиш дизајн за плакат, па да го испечатиш, па да го залепиш, па треба да најдеш место да го се договориш со луѓето колку пари ќе им платиш, да се ценкаш со нив малце, да ја договориш опремата, да наместиш бина. Милион ствари што немаат врска со метал. Никаква врска со. Значи исто е дали било метал, дали било на поп концерт или некој друг настан. И тоа го имам пројдено онака сигурно едно 50 пати со ова, со бендот, и ми остана, знаеш, како некој скилсет што го стекнав, пошто таму правиш онакви работи што како нормално дете не би ги правил, на пример сега да зијам, да се јавувам по луѓе што ти требаат различни работи по бизниси, по ова, да ги договараш. И тоа беше. Сега ти е тоа онака секојдневие, нормално. Да, сега ти е нормално, да. Ама ти го гледаш како нормално. Да. На некој не му е. Нема да се сретне со тоа ако не е прошол таков тип на живот. Ќе се сретне понатака кога природно ќе му дојде низ работа, можеби. Да, кога тек ќе треба да се вработи, ај сега овие вештини од кај, од кај сега. Да. Вау. Да, тие работи. Дури кариерно. Да, ми помогна, многу ми си има најдено тоа. И сега да го завршиме кругот, дека почна со Dedicated for Life, значи посветеност за цел живот. Дојдовме негде кај што гледаш уште траат некои тие ствари. Кога ќе се каже тоа некако Dedicated for Life, значи посветеност за цел живот. Сте биле, ама имало фази де не сте веќе активни, ама некои пораки продолжуваат, некои вредности остануваат. Има ли крај? Дали некогаш завршува овоа? Дали завршува? Не бе, зашто да заврши? Као ја мислам дека е круг, онака. Почиња, трае, завршува, почиња, трае, завршува, она, не е у буквална смисла на зборот, него уствари не е круг, него може поише е баш знакон за бесконечно, кај што се кај што се движиш по некој онаква, по некоја патека што практично нема она излез. И мене тоа ми е окей, така и треба да биде веројатно. Да. Па мене тоа ми е као некој вид на порака, оти често, кога ќе навлезе некој сега, да речеме, и се посветил, и си задал цел, и добро, сега имаме цел, ајде 10-25 години, колку и да е, осеќам кај луѓето како да постои некој став на добро е, двај чекам да заврши, за да не морам веќе толку да сум посветен, толку нон-стоп да сум all-in, знаеш, со толкав интензитет да се прават работите. Им се завршува брканицата. Као сакаат, доста беше, сакаш се готово, с пензија, така. И во тој контекст, таа посветеност, тие пораки, тие вредности, дали некогаш завршуваат. И според мене, не смееме да дозволиме да завршат. И ми звучи као да се согласуваш. Да, се согласувам. Може многу лесно да се најдеш, знаеш, кога ќе кажеш посветеност, делува дека тука мора да има, не знам, некаква жртва, дека ти мора да се откажеш од нешто, дека, не знам, треба да патиш од една страна за на другава страна да бидеш успешен, условно кажано, ама не мора да е така. Ако го имаш она правиот баланс, ако си го направиш, можеш континуирано да си ги правиш работите што те прават среќен и да си бидеш подобар секој ден и не мора да има крај никогаш. Значи, браво, многу убаво. Нема
не мора да има жртви. Не мора. Се може да си е браво. И тоа е нешто што случајно го сватив. Случајно. Да, случајно. Знаеш, имаше кога почнав да тренирам кросфит, као сакав да станам што е можно. Баш ке те прашав сега за тоа. Сакав да станам што е можно подобар за што е можно пократко време. И луѓето со кои што вежбав тогаш беа сите подобри од мене. И кога ја мислев дека морам сега да се кршам секој ден, и сватив дека ја прво нели физички лошо се осеќаш пошто си претрениран, но друго и не напредуваш. И плюс не гледаш никакво задоволство тоа што те привлекло на почетокот. И кога направив бек-оф малце, кога го намалив нивото, уствари многу подобро почнав да се осеќам, многу понака ми беше задоволство да тренирам и да вежбам. Зашто не беше да бркам некого, него едноставно го правиш зашто ти е убаво и да остане на тоа, да се задржи тоа. Да. Ај дај ми мал апдейт. Јас знам, значи, од времето ти беше еден од први, значи јас знаев за кросфит дека постои, ама ти беше прв што као лично го знам што actually иде. Да. Малце офлайн ми спомна, ама дај ми мал апдейт со твоево кросфит патешествие. Да, интересно почна тоа сосема случајно. Ја, например, се занимавав со, мислам, онака како хоби ми беше трчање и трчав малку полумаратони. Едноставно, у еден момент, некако почнав као да барам некој начин што можам да направам, некој дополнителен начин на вежбање, за трчањето да ми биде и помалце поразновидно да биде целиот тој тренинг и малце да некако да го напредам, ама со помош на нешто друго. И така пробав кросфит. И на краток рок имаше ефекти, направив еден пиар на полумаратон. Дури маратонот ти имаше напредок. Да, ми имаше. Полу. Да, на краток рок. Не верувам дека ако продолжев да го правам тоа ќе имаше, веројатно ќе паднеше. Ама ми стана тоа многу интересно, зошто? Пошто трчањето ми беше супер, од аспект на тоа дека сега ти ќе искочиш и 1 сат или сат и пол или колку и да ти е, онака можеш да го пуштиш мозокот, ова телово работи нешто репетитивно, а ти можеш онака да, што се вика, да мислиш што сакаш или да рефлектираш нешто. Тој аспект ми беше супер. Ама кога го правиш тоа, не знам, 4-5 пати неделно, мене ме засити. И затоа нели влегов у ова. Ова ми беше интересно, зашто цело време е различно. Кросфитот, да. Има нели вежби со телесна тежина, има олимписко дигање тегови, има пауерлифтинг, има гимнастика, има и дури и трчање, има и скокање, се и така. Така се навлеков на тоа и ми стана, баш ми беше забавно, онака, беше многу интересно и некако и релативно брзо напредував. И друга ствар што ми беше како бенефит е дека, например, со трчање многу ослабев. Као ептени не можев. Не икеше? Не икеше толку да ослабеш? Не икев толку да ослабам, и не се осеќав убаво. И веројатно тоа е зашто не сум знаел како треба да се хранам, и след тоа веројатно и до мене било. Ама со кросфитов као стајв мускулна маса за релативно кратко време и тоа ми беше боле се осеќав. Да. И тоа беше зашто така влегов у тоа. Ама не си баш просечен кросфитер. Сега у задње време сериозни килажи. Па дури турнирчиња некои не е баш за мерак за рекреација. Сега имав пред да сменам компанија, имав малку слободно време и викам ај ќе се пријавам на надпревар и ќе вежбам малку некој период, така посериозно да кажеме. И тоа беше тоа, ама генерално мене многу ми тргна брзо со олимписко дигање тегови. Збориш уште на почетоците? Уште на почеток, да, уште зборам, не знам, пред 5-6 години. Да. И знам Жаре беше кај тебе гостин и збореше за такмичењето што беше кај нив у сала. За weightlifting? За weightlifting.
И Ти ја беше бев на дел од тоа? такмичење. Стварно? Да. И освоив у мојата категорија прво место. Јако е! Да. Мислам, тоа беше, нели, Македонија, ама уствари бевме 5-6 луѓе што вежбаат кросфит и двајца бодибилдери. Да. И ние се такмичевме меѓу себе. И така, ама тоа ми е као страст ми е дигањето тего и многу ми е интересно. И Јако. специфичен спорт е онака, не знам како да го опишам. Као делува дека е толку едноставно, а има многу moving parts. Да. Едно од најкомплицираните работи. Да. Делува, кренија шипкава. Да, донесеше Ама шипката над глава, ама не. Кренија погрешно и иди лечни да не навлагаме. Зашто ме е интересно? Многу луѓе тренираат и огромното мнозинство од нив и со респект си го прават тоа рекреативно за здравје. Не се замара со турнири. Да. Одбивно му е. И ова не е критика. Јас ги им се восхитувам многу на луѓе што можат да си тренираат со години што се вика за себе. Да. Нема потреба од тренинг, од надпревар, нема потреба од competition со друг, као не само надпревар со себе и надпревар против друг. Ама еве си ти идеш на надпревар. Зошто? Дали е пак нешто поврзано со тие жички уште од дете што те натерале и на кај метал да отидеш? Дали има НЗС тука? Па, мислам дека има. Оти што те кошта да си вежбаш и да не идеш на надпревар? Мислам дека има, да. Интересно е зошто конкретно на последниот надпревар зошто отидов. Зошто се отвори опција да постоеше мастерс класа, кај што викам, сега е моментов. Постари. Да. Сега е моментов да видам до кај сум со дечкиве што на времето кога јас сум почињал биле онакви цареви. И биле многу јаки, едноставно сакав да видам до кај сум. И викам, ајде сега имам малце време, можам да посветам време да го направам тоа и да видам. И супер беше, мислам, не зажалив воопште. Баш напротив. Баш беше интересно да се биде дел од нешто такво. И сакам да се такмичам, го имам тоа у себе. Тоа што го научив е дека не треба да се такмичиш секој ден на секој тренинг, него вака. Да, на прилики. Вака на прилики, да. Спозна ли нешто за себе на кросфит надпревар? Да, дефинитивно. Кросфит одма те, знаеш, може да мислиш ти за себе дека можеш волку или сакаш толку или знаеш онолку, ана ке ти направи реалити чек. Нели? У момент. Да. Тоа е и мојата теорија. Надпреварите се покрај другото вајда атрактивни за луѓе што се склони на all-in посветеност. Општо. Јас се кладам утре да те фати хоби везење, ќе бидеш all-in у везење. Така? Тоа нема врска со дисциплината. Да. Тоа гарантирам. Веројатно, да. За луѓе што се склони на all-in посветеност, dedicated for life, упорно се враќам на тоа, зашто толку ме влече. Надпревар е вон комфорт. Таа споредба не е ради нарцисоидни потреби, ајде да видам кај котирам. Не, напротив, ти одиш кон некомотното. Секој ден на тренинг, у джим, со килажите, тоа е и тоа е комот. Не е комотно како дома да си седиш на фотелја, ама откако веќе си го така, да речеме, кренал нивото во спортската дисциплина и тоа знае да стане комот. Да. И тогаш ти фали. Сакаш, сигурно кога си почнал,
почетоците на кросфит, не ти било одма сакам надпревар да идам. Не. Не ти било доволно некомотно. После некое време и ова е веќе доволно комотно, дај што е некомотно. Надпревар. Надпревар, да. Првиот надпревар и тоа беше однака реалити чек, мислам дека искочив можеби последно место од сите надпреварувачи. И како се осети? Да ти кажам, не беше толку лошо колку што мислев Не? дека ќе мине. Ама дефинитивно не сакав да ми се повтори тоа, пошто нормално јас свесно отидов дека нема да се такмичам за победа. Ама сега Бар некои не лични знам, да си тоа поставиш. беше онака и да отидеш и таму да бидеш лош, али тоа е тоа, се учи од тоа и тоа е. Со кросфитов сакав да ти кажам, сега онака да не звучам ко причер за кросфит, ама интересно тоа што Зашто не ме биди причар? не сакам да бидам. Мене ми е интересен ко спорт, тоа што е околу него не ми е толку интересно, ама не е важно. Значи, тоа што е интересното е дека пошто е спортов опфаќа толку широк аспект на ствари што се прават, ти не може да си добар у све. И секогаш има нешто што ќе ти биде слаба страна и некомфортно. И тоа те привлекува. Па те привлекува, Не те одвлекува. те привлекува и Тебе не го кажувај општо. Не ги привлекува сите. Тебе те привлекува. Мене научив да ме привлекува. Веројатно брзо. Аха. Пошто не ми беше сеедно, да, дефинитивно не ми беше сеедно да бидам толку лош у некои работи, пропорционално збориме, некаде подобар, некаде многу лош. Ама па задоволството е големо после кога ќе совладаш нешто што ти е слаба страна. Баш ми се свига што слично имаш онака мислено, не ти се тривијални работи, не идеш по инерција. Мислено ти е. Мислено ми е, да. Сваќаш, не му доаѓа на некој по дефолт. Чекај, ваму некомотно, ама после тоа е убаво, тие се тешки ствари за варење. Па секогаш пробувам да не знам, да направам некој зум аут, да ги разглобам стварите, пошто мислам дека така можеш утре да си направиш тебе да ти биде подобро. Да. Кажи ми, на што си all in овие денови? Или можеби понатака гледаш нешто у животот? Што ќе ти биде dedicated for life сега? Да, знаеш како, ја некако направив некој генерален план за животот. Сега сум, да речеме, all in со новава работа и тоа ми е, да речеме, поголем фокус. Добро. Пошто ми заврши такмичење на кросфит, сега си вижбам буквално онака скрос опуштен, Така. само за задоволство и тоа ми е добро. Почекај неколку месеци, да. ќе доаѓа тоа. Таман да се поравнјат работите. И после тоа сакам, не знам, да научам некои ствари што уште ми фалат, што јас сметам дека ми фалат, и да си направам своја компанија за нешто, за некое време. Да. Тоа ми е онака endgame. Браво, бе. Dedicated for life. И тогаш ќе ми биде dedicated for life исто така кога ќе го направам тоа, пошто тоа ќе биде... Значи, да ти кажам, дури ми ги надмина онака очекувањава за разговор. Мислам, те знаев дека убаво длабоко ќе успееме да навлеземе. Осеќав дека си така олицетворение на тој термин dedicated for life и ми го потврди скрос сега. Друже, фала ти најмногу. Сега тргнеме ова и сигурно не знаеш колку време збориме. Немам појма. Сат и 40 минути. Сат и пол, валјда. Леле, знаеш дека ми Така летна што... вака? Алал да ти. Убаво поздрав да направиме.